Трагедијата која се случи на Македонија треба да служи како сурова лекција за поголема предпазливост, емпатија и сплотеност. Сојузот на средношколци алармира дека учениците од сите возрасти чувствуваат дека е загрозена нивната безбедност. Сојузот испраќа и апел и училиштата да внимаваат на менталното здравје на младите кои се погодени од свирепото убиство на Вања. Покрај информационата криза, согледавме дека не само младите, туку мнозинството граѓани се во бунило како да го искажат својот гнев и ефикасно да действуваат во пракса. Евидентно е дека има силен револт и дека тој е широко присутен, но се уште на видик нема позитивна промена во реалноста како одговор. Веруваме дека ова се должи на ниското ниво на запознаеност со демократски систем, процеси и движење. Не само младите, за зачувување на менталното здравје и колективната траума и страв кој владае кај целото македонско општество, бројни пораки испратија и психолози и педагози. Во меѓувреме, продолжува истрагата за убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска, но и за 74-годишниот велешанец Панче Жижовски. 5 осомничени се во ефективен притвор, а на слобода останува само адвокатот Васко Стојков, на првоосомничениот Палевски, кој го возел до Белград. За него обвинителството оцени дека во овој момент не постојат законски основи за притвор или други мерки на обезбедување, но истражните действија продолжуваат. Притворот му е продолжен на вториот возач кој Палевски го пренесувал од Белград од Турција, Стефан Димковски. Обвинителството за него отвори истрага под сомнение за помагање на сторител по извршено кривично дело. Димковски според МВР со джип Ленд Ровер го зел Палче од Белград, па заедно преку Бугарија влегле во Турција, каде Палевски бил стациониран, а Димковски тргнал назад кон Македонија. Бил уапсен на преминот на Стар Доиран. Додека беше спроведуван во кривичниот суд, на новинарските прашања Кусо одговори дека го возел Палчо до болница. Чувствувате ли вина? Ви се пожалили дека го местат за убиството? Ви се пожалили за нешто? Чувствувате ли било каква вина се случува со Вања? Не. Ви го возели ли пак? Јас го возев на... Каде? На без. Претходно на барање на обвинителството, судот ги задржа во 30-дневен притвор таткото на Вања Александар Ѓорчевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев. Откако ќе биде екстрадиран и Лупчо Палевски Палчо оди зад решетки, бидејќи судот веќе го прифати барањето за 30-дневен притвор кога ќе стапне на македонска територија.